мерките нема да навлегуваме кој ги отпушал, во кое време доаѓали и така натаму, да се тргне политичкиот елемент скроз. Интерес дали има? Има. Ретки се темите или предмети на толку голем интерес од јавноста. Без оглед кој ги направи. Без оглед дали тоа се должи на чекори во однос на олеснување на процедурите, дали се однесува во однос на чекори, активности, проекти на информирање, запознавање на придобивките на граѓаните и така натаму. Но ја ви тврдам дека нема еден оглас што се однесува за фасади, соларни панели, клими, каде што интересот е барем 4 пати повеќе отколку што ги предвидува буџетот. И тоа нема да го искористам сега да го кажам како хендикеп и слично. Ниту пак ми доаѓа на памет дека биле резервирани бројчиња, се делеле како што рече колешката многу некоректно дека било даване на овие или на оние. Сите се тие наши граѓани помагаат. Притисокот енергетски толку лоша состојбата што секој чекор, секоја капка во морето ни помага. Ретки се вакви моменти го искористиме. Ако е така веќе интересот голем, ако имаат интерес граѓаните да инвестираат во ова, зошто не ги пуштиме тие можности? Средствата што се овдека ставени за 50 милиони денари, воопшто не се некој товар на буџетот. Ја ви тврдам дека и во рамките на било која друга програма лесно ќе најме прераспределување. Зошто да оставиме на некоја ставка? Пазете, имаме тело во владата кое што е задолжено да ги пред да ги анализира, па понатаму да свати зошто не се искористени средства, па понатаму да ги прераспределува по други министерства. А овде имаме ситуација кај што е интересот јасен. Дека искористеноста ќе биде 100%, колку и да ставиме како средства. Еве зошто да бегаме од логиката. И конечно не е толку драстична разликата од она што го предвидела државата и она што се бара сега со амандманот. Едноставно со овој амандман, со овие средства, доколку бидат одобрени, само ќе имаат можност граѓаните да имаат искуство плюс, бенефит плюс, а економијата генерално биде поподготвена веќе за следниот период. Ја ви тврдам, имплементацијата на што е можда поголем број на фотоволтаици во домаќинствата ќе произведе во следните години да имаме навистина една политика која што е сигурно поддржана од граѓаните во однос на обновливите извори на енергија. Поддржана се разбира со соларните панели, со енергетските фасади и серија на други програми што се сложувам дека постојат на пазарот. Промоцијата на истите, така е, промоцијата на истите ќе биде од бенефит за сите. Тоа се среднорочни, некои од нив и долгорочни активности кои што доколку бидеме посветени во догледен период ќе дадат и така поголеми резултати. Ќе повторам, така е. Базичната енергија е базична енергија, ние ќе треба да бареме трајни решенија во однос на енергетската независност на државата. Но ова е еден убав чекор, еден убав гест, релативно мал обем на средства кои што можат да донесат голем обем на задоволство и бенефит и за државата и за граѓаните. Ви благодарам. Благодарам, колега